Откровение, да отвориме 6 глава. Отворање на првите 6 печати. Целата 6 глава се занимава со тоа. Отворање на првите 6 печати. Вечера ќе го прочитаме само првиот печат. А понатаму ќе продолжиме здравие од другата сабота натака. Откровение 6 глава, 1 и 2 стих. И видов, кога јагнето скрши еден од 7 печати. И чув едно од 4 животни, подочно 4 битија, односно суштества, кое проговори како со глас на грмотевица: дојди и види. И видов, ете бел конј, и на него јавач со лак, и му беше даден венец, и тој излезе како победник за да победи. Првиот печат најавува една многу славна сцена. Најавува победник, јавач кој што излегол на конј со оружје во раката за да победи. До сега каде го видовме победникот? Кој беше тој што победил од претходната глава? Лавот. Мејата сабота збројавме за јагнето и лавот, и зошто јагнето е наречено лав. Зато што е цар на царевите, и зато што победил, и зато што е единствениот што, бидејќи победил, може да ја земе книгата, да ги скрши незините печати, да ја отвори незината содржина. Што значи тоа? Можеме ли да насетиме што представува тогаш таа книга? Што представува незината содржина? Значи, ако јагнето не победеше, ако лавот не победеше, немаше да биде отворена таа книга. Што тоа значи? Замислете, последните 2000 години историја на овој свет постојат затоа што Христос победил. Христос да не победеше, или Христос да не ја исполнеше својата мисија, да не умреше на крстот, немаше да постојат овие 2000 години. Немаше да постои никаков благослов, никаков напредок на човештвото во било која област. Немаше да постои ништо. Целото човештво ќе беше уште подлабоко втурнато во робство на сатаната и неговите демони. Замислите сите луѓе на светот да бидат обседнати со демони. Без никаква надеж за спасение, исцеление, откупување и така натаму. Значи целото човештво ќе беше пропаднато. Христос победил и затоа ги овозможил овие последни 2000 години. Оваа книга ја представува историјата што уследува после Христовата победа. И затоа седмите печати зборуваат малку подетално за таа историја однапред, како што зборува и седмите цркви во Откровението, но седмите цркви имаат само конкретна порака до црквите, до нивната духовна состојба. Седмите печати пак зборуваат не само за духовната состојба на христијанскиот свет во различни епохи, туку навестуваат и интересни историски настани во тој контекст. Би сакал да, пред да проговориме малку за овој победник седнат на белиот конј, да се подсетиме како гласеше пророштвото на патриархот Јаков во врска со Јуда, со лавчето Јуда, се сеќавате ли?
Да отворим уште еднаш во прва книга Мојсеева, или Создавање, или Битие, зависи каков превод имате. Четириесет и деветата глава. 8 стих. Јудо, тебе ќе те слават браќата твои, и раците секојаш ќе ти бидат врз плеките на непријателите твои, и тебе ќе ти се поклонуваат синовите на таткото твој. Ова го објаснах минатата сабота. Јудо, лавче моје мало, од грабеж се издигаш, сине мој. Забележите ги овие зборови. Од грабеж се издигаш. Шо може да значи ова? Се наведнуваш и легнуваш како лав и лавица, кој смее да те предизвикува. И сега 10 стих. Нема да се одземе жезолот од Јуда, ниту од бедрата негови, се дури не дојде миротворецот, кому ќе му се покоруваат народите. Много интересно пророќство. Што значи ова жезолот на Јуда? Што значи жезол? Кој имал жезол? Значи, некој што е крал или цар. Само таквите имаат жезол. Значи, за Јуда било проречено дека ќе има царство, ќе има држава, ќе има политичка власт. Тоа племе ќе биде на власт. И тоа се исполнило. Давид и неговата династија после тоа била на власт. Но до кога? До кога Јуда имал политичка власт? Кога престанала власта на Јуда? На јудејското царство? Во Вавилонското робство? Точно. Од заминувањето во Вавилонското робство до Христа има колку време? Многу време. Пророштото вели дека жезолот нема да се одземе од Јуда, меѓуто овој превод не беше многу прецизен, ја што го читав. Дали имате други преводи на истиот стих? 49 и 10 стих. Па ревидираниот нов македонски превод од 2006 година. Четириесет глава, Битие, или прва Мојсеева, 49 глава, 10 стих. Што вели Константинов? Благодарам. Значи имаме жезол, имаме така, но имаме и што? Имаме уште нешто. Возрителска палка. Што е по тоа? Личи како повторување на иста мисла, нели? Имате некој друг превод? Благодарам. Иако е тоа поинаков превод, сепак е по-точен, по-близок, бидејќи зборот кнез не мора да означува цар или крал. Бидејќи и после Вавилонското робство, кога евреите биле под власта на други царства, персиското, македонското, римското и така натаму, сепак имало некој евреин од јудиното племе, кој што бил кнез, кој што бил локален владател во Израел. Имате
Уште некој поинеков превод? Го имате српскиот превод, Даничич? Некој од нас? Добро, ревидираниот. Добро, компјутерот има многу преводи. Даничич вели палица судска. Значи, не мора да биде цар. Пророштото вели дека од Јуда нема да исчезне, нема да се одземе царска власт, но и владетелска палка или кнез. Не мора да биде цар. Кога Јуда престанало да биде царство, сепак имало евреи и под власта на другите, на паганските империи, кои што биле локални владетели во Јудеја. Имале судска власт, владетелска палка, биле локални кнезови. А кога и тоа престанало? Кога дошло време, ниту еден евреин повеќе да не владее со Јудеја. Значи, било и тоа одземено. После смртта на Ирод, кој што бил евреин и владел со Јудеја, царството го наследува неговиот син Архелај, кој што бил суров, како таткову. Самите евреи се жалат до Цезарот, од овој Архелај, толку бил лош овој Архелај, што самиот Јосиф со Марија не сакале повраќањето од Египет, со малиот Исус да се населат во Јудеја, туку отишле на север во Назарет, во Галилеја, да не бидат под власта на Архелај, подобро под власта на Ирод Антипа, друг Иродов син. Но тогаш Цезарот ја послушал молбата на евреите, но затоа им одзел секаква политичка власт. Од тогаш Јудеја станува територија со која што владеат римски прокуратори. Значи, ниту еден евреин повеќе. Кога тоа се случило, за да биде точно пророштвото на Израел, Месија веќе морал да биде роден на земјата. И така и било. Значи, кога бил поставен првиот римски прокуратор во Јудеја, после соборувањето на Архелај од власт и родовиот син, тогаш, според пророкството, миротворецот, спасителот на светот веќе требало да биде роден, веќе требало да биде на земјата, и така и било. Исус веќе бил на земјата. Оној кој што во Откровение 5 глава беше најавен како победник, оној што победил и единствено бил достоен да го скрши, да ги скрши сите 7 печати и да ја отвори книгата и нејзината содржина. Јас би сакал среде ова размислување да ви прочитам една занимливост, иако ова е повеќе од занимливост. Дневник од минатата сабота, 15. октомври, објавува една фрапантна информација. Насловот на целиот напис гласи: УНЕСКО. Знаете што е УНЕСКО? УНЕСКО представува Агенцијата на Обединетите нации за образование, наука и култура. Видите сега, Обединетите нации колку се образовани, колку се културни и каква наука ни продаваат. Еве го насловот, од поблиско ќе може и да го прочитате. Гласи: УНЕСКО ја менува историјата, ридот
на храмовите во Ерусалим немал никаква врска со евреите. Да ви прочитам малку по-детално за што станува збор. УНЕСКО во четвртокот, значи предходниот четврток, изгласа нацрт резолуција во која го нарекува Израел окупаторска сила во својот главен град Ерусалим и ги негира длабоките еврејски врски со ридот на храмовите. И инсистира дека западниот зид на Соломоновиот храм, зидот на плачот и ридот на храмовите, значи ридот на кој што се наоѓал храмот, треба да бидат нарекувани само со арапски имиња. Да не го читам целиот напис. Еве, ќе прочитам само некои извадоци. А потоа ќе кажам зашто го зборувам, зашто го читам ова. Ова е за мене една фрапантна вест. Обединетите пагански нации, како што ги нарече пастор Морис Бери пред 15 години, од ова место и од многу други, кај што проповеда, отворено истапуваат во јавноста и ја негираат библиската историја. Замислите. Значи, злото во светот во кој што живееме, злото има добиено такви размери, што сега оние кои што ги прават големите злострства на планетава и големите војни, отворено ја негираат Библијата. Значи, Ерусалим немал никаква врска со евреите и со еврејската историја. Евреите паднале од Марс, со други зборови. Обединетите нации тврдат, низината агенција за образование, наука и култура, дека во Ерусалим никогаш не постоел еврејски храм, со други зборови. Интересно е што во написот се вели еден ваков коментар од страна на израелскиот премиер Нетањаху. Во Обединетите нации продолжува театарот на абсурдот. Ова иначе одлука е наречена абсурдна од страна на мнозина коментатори. Денес УНЕСКО ја усвои својата втора одлука годинава, со која ја негира поврзаноста на еврејскиот народ со ридот на храмовите и дзидот на плачот, нашето најсвето место повеќе од 3000 години. Да кажеш дека Израел нема врска со ридот на храмовите, е како да кажеш дека Кина нема врска со кинескиот зид или дека Египет нема врска со пирамидите. Да не читам понатаму. Еве што представуваат Обединетите нации. Каде што сите нации сакаат да членуваат. Значи, веќе живееме во време кога така наречената светска организација, а знаеме кој ја води, отворено ја негира Библијата. Отворено веќе ја негира Библијата. Отворено, значи, како да започнуваат подготовки за војната што Обединетите нации ќе ја поведат против, како што вели Откровение 16 глава, против кого? Сатанските духови како жаби, нечистите духови како жаби ќе ги соберат сите цареви на светот, а сите тие се собираат на едно место во Обединетите нации, за да ги победат во војна против Бога Вседржител. Обединетите нации се еден брод, замислете, кој што тоне, значи, осуден на пропаст, или авион кој што веќе не му работат моторите, ниту еден не работи, и веќе понира, значи паѓа да тресне било каде, во океан или на земја, се едно. И сега замислите некој да сака да влезе во тој авион. Да сака
да патува со него, да сака да членува таму. Тоа не е случај само со Македонија, се разбира, кој што е толку понижене, што не ја нарекуваат со незиното име во таа организација. Туку со многу поголеми, посилни држави во свет. Дали познавате денес држава која што не е членка на Обединетите нации и не сака да биде? Јас не познам. Што значи, сите држави денес се на страната на сатаната, на бродот кој што тоне. Или авионот кој што понира, кој што паѓа. Сите држави, сите политички власти денес во светот се на страната на една поразена опција. Како бугарите кога секојаш ја бирале поразената страна во двете светски војни. Библијата однапред ни кажува дека Христос победил, веќе победил на земјата, Христос го победил светот, Христос е лавот кој што победил од јудиното племе, Христос ја победил и смртта, и Библијата ни кажува дека не само Христос, туку и оние кои што биле негови следбеници, апостолската црква конкретно е представена со овој бел конј во првиот печат. Јавачот со лак во рацете, кому му беше даден венец, и тој излезе како победник за да победи. Првата црква Евангелието го проширила по сите познати краишта во тогашниот свет. Според Елен Вајд во големата борба, Евангелието стапнало на места кои што биле непристапни за римскиот орел. Првата црква била една триумфална црква, како што велат мнозина историчари. Првата црква, Христовата невеста, значи на овој начин представена како победник, како што е самиот тој, на бел конј, на вистина излезе како победник за да победи. Секој оној кој што целосно се предава во Христови раце и сака и дозволува Христос да го води преку Светиот Дух, може да биде само победник. И како поединец во сите животни искушенија и како црква. Ако Христос не води, можеме да бидеме победници. Ако Обединетите нации не водат, за кој што Јан Полсон се молеше да успее нивната програма и нивната агенда на Генерална конференција во Торонто 2000 година, тогаш сме како патници во авион што понира, што паѓа и оди кон пропаст. Или брод кој што тоне и исто така оди кон пропаст. Денес веќе влегуваме во времето кога пред секој еден од нас ќе се поставува дилемата на која страна ќе застанеме. И кај што ќе почне веќе и почнува да изгледа дека е полесно, побезбедно, посигурно да застанеме на страната на мнозинството, на страната на политичката власт, моќ, сила, финанси, Обединети нации, и ќе изгледа многу тешко и многу несигурно да се застане на спротивната страна од нив. Да се застане на страната на јагнето. Но, за разлика од бугарите, ние однапред знаеме која е победничката страна. Ке изгледа тешко, ке изгледа несигурно, нема да може да купувате, да продавате, дали преку чипот или преку некој друг начин на контрола, тоа не е толку битно. Ке изгледа тешко да се биде сам или мал број против сите обединети држави во светот.
Меѓутоа, едно да не заборавиме, сите тие се однапред поразената страна. Тие се бродот кој што тоне. А Христос и неговата црква се победникот. Која страна ќе избереме? Полесна ни е задачата да разбереме која е победничката страна од оно што имале бугарите пред двете светски војни. Однапред знаеме која е победничката страна. Но ситуацијата ќе изгледа таква, веќе гледаме дека и за евреите ќе почне да изгледа таква, но и за сите други кои што ќе сакаат да го одбегнат жигот на зверот, ќе сакаат да бидат верни на четвртата заповед, на било која Господова заповед. Ситуацијата ќе почне да изгледа така, како да е многу страшно, многу несигурно и многу опасно да се избере победничката страна. Меѓутоа, тоа е страната која што веќе победила. Христос веќе победил и неговите следбеници, неговата црква победува. Само ние како поединци останува да се одговори прашањето дали ќе победиме. Нека му е фала и слава вечно. Амин.